Добро вечер. Ова е ново издание на емисијата за македонските работи и денешен мој гостин е професор доктор Стојко Стојков, професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и член надвор од работниот состав на Македонската академија на науките и уметностите. Стојко, ти благодарам најпрвин за можноста да разговараме за една многу интересна тема. Добро иде во емисијата. Добро најдов. Благодарам за поканата, чест ми е да бидам тука. Кога се договаравме за нашиот разговор, повод ќе искористиме објавувањето на вториот том од твоето дело, насловено Табу, време на страв и страдање, прогонувањето на македонците во Бугарија во времето на комунизмот 1944-1989, а еве и непосредно ме запозна дека покрај изданието од минатата година, годинешново издание, дека ќе следат и нови томови од оваа обемна твоја работа. За мене, навистина е, како историчар, непроучена историја и ти благодарам што ни представи едно море на податоци, на спомени на една не така среќна историја, таа е болна историја, како што пишуваш. Кој беше прво мотивот, да го објасниме тој момент да се создаде ова дело? Па мотивот беше двостран. Од една страна јас сум израснат меѓу овие луѓе, такви луѓе. Кога започнавме нашата борба за човекови права во 1990 година, кога падна комунизмот во Бугарија, многу од тие луѓе кои што ја водеа таа борба беа луѓе што поминале низ овие страници, но поважно низ затворите во Бугарија, низ притворите каде што биле малтретирани и многу други маки преживеале, но сепак не се предале. И имено тие е основа Омо Илинден некогаш. И се уште некои од нив се тука и се борат. Мене ми остава впечаток и твојот личен белег. Се сеќаваш на нешто од детството, кое што го погодило твоето семејство и она мото кое што го цитираш од Вапцаров, од неговата песна Илинденска, тие беа исто како нас млади. Да. Кои се тие луѓе? Тоа е неверојатно за таа македонска борба во Пиринска Македонија. После првиот налет на теророт што бил извршен во Бугарија, постарите се исплашиле. Виделе што значи тоа. Меѓутоа младите, полни со љубов, полни со идеализам, со надеж, тие оделе во борба. И тоа се најмногу биле ученици. Значи борбата се води меѓу ученици и бугарски. Да, забележав дека ти третираш луѓе кои што одве имаат 18 години. Токму. Тоа се навистина млади луѓе. Дури од основно образование има деца, но и од средно. И тоа се именно луѓе полни со таква љубов, со надеж. Тие сонуват за Македонија, за својата татковина, за комитите. Тие ги имат пред своите очи живите илинденци. Многу работи кои што нив ги инспирира да се борат за Македонија и се уште не ја знаат таа ужасна вистина што ги чека ако тоа го направат. И на вистина државниот систем многу жестоко се расправил со нив, со сите од овие луѓе. Некои загинале, имаме загинати луѓе, имаме луѓе кои што полуделе од Ќотек, има луѓе кои што се прекршиле и поминале на другата страна. Има луѓе кои што издржале до крај и ја основа после Омо Илинден. И токму тие луѓе ми беа инспирација затоа што тоа ми беше едната инспирација. Втората е што никој не се интересираше да го напише тоа. Ако тоа се направеше 90-те години на минатиот век, ќе беа многу повеќе томови. Сега ќе бидат 4, тогаш ќе беа многу повеќе. Те молам, кажи ја твојата семејна сторија, која што навистина уште на самиот почеток јас ја прочитав и за мене е многу тажно чувство кога ги читам тие реченици, дете да се соочи со една семејна траурна ситуација. Па тој многумина го преживеле дури во полоша форма кај нас. Татко ми неколку пати е апсент во македонското прашање уште од 1958 година. И јас го памтам неговото последно апсене од 1984 година, кога едно наутро не разбудија рано, излеговме надвор, имаше непознати луѓе, ни кажа дека треба да пречекаме надвор, за дури потоа да разбереме дека тоа се всушност цивилни агенти,
и се врши претрес на куќата, а татко ми е уапсен. И однесен во Благоевград и му имат каде што тој започна штрајк со глад како одговор на тоа што се направи, и неговата вина беше дека ја пишувал стихотворби. Дел антикомунистички, дел македонски. Македонските се објавени во ова дело, во вториот том, и заради тоа тој беше апсен, и заради тоа беше малтретиран. И исто така тука се сите спомени за како дете за внимавај, не кажувај дека се слуша Радио Скопје, внимавај, не кажувај дека се слуша Радио Слободна Европа. Еднаш јас дури мислев на час кога не тера да пееме песни, да испеам Самуиле цар македонски, затоа што тоа ја слушавме дома. И не стигна до тоа јас да пеам, за среќа, така да се каже, и кога разбра моите што сум мислел да го направат, исклучително ми забранија и каже дека овие работи што се зборуваат дома, тие не се зборуваат никаде надвор. Така се создава една двојна култура. Има работи кои што се вистини и си ги кажуваме ние, ама пред светот мора инаку да се зборува, ако сакаш да обстанеш. Да. И во првиот том, но и во вториот, овде има имиња, има човечки судбини, и ти си истражувач и на самиот почеток истакнуваш дека овој твој труд, кој што е обемен и кој ќе има свое продолжение, дека се темели на истражување во бугарските архиви. И тоа, да. Како одеше таа работа? Значи, основно истражувањето одеше со луѓето. Јас сакав прво со нив да зборувам. Дали беа тие отворени, дали сакаа да зборуваат? Тоа беше голем проблем. Значи, многу луѓе не сакаа. Имаше луѓе кои што одбија, категорично одбија да зборуваат. Имаше луѓе кои што дадоа сосема малку и не сакаа повеќе. Имаше луѓе кои што нешто раскажаа, ама бидејќи не биле сигурни во мене, кажаа многу малку. После кога излезе првата книга, првата верзија беше на бугарски, пократка, кога таа излезе, им било жал што не кажале се. Значи имаме многу различни нивоа на страв кај луѓето. Тие преживеле, имат тешка травма. Но сепак јас сакав прво со нив да зборувам, за да им дадам збор, така да се каже. Никој не им дава збор. Во Бугарија тоа е замолчена тема, затоа и книгата се вика табу. Тоа е тема табу во Бугарија. Дури не им плаќаат одштети на многу од нив, се обидуваат нивните животни трагедии и пресудите што ги добиле да ги претворат во криминални. Да речеме, еден типичен метод што го прават тоа е да ги прогласуваат за криминални случаи краденето на машина за пишување. Иако знаеме дека во светот нема криминалец што ќе украде машина за пишување. Тие се крадеа со друга цел да се пишуваат летоци без да може да бидат фатени луѓето што ги пишуваат. Тоа беше целата идеја. Ама тоа намерно сега го представуваат како криминален случај, кога тоа не. И многу такви други работи, дискриминација, навреди, одбивање, да се признае дека дури биле дискриминирани овие луѓе и така натаму. И сакав затоа на нив да им дадам збор. Тие да си кажат се што Така е. Тоа е едната страна на истражувањето. Забележувам дека даваш и свој увид и констатации во однос на документацијата, односно извештаите кои потекнуваат од Дирекцијата за државна безбедност. Какви се тие документи? Значи, за среќа, иако не е се објавено, но во Бугарија почна една долга практика на објавување на документацијата. И се објавени веќе над 20 тома со такви документи. И навистина многу документи има, и во нив не може да се скрие, не може да се објават тие документи без да се обрати внимание на македонското прашање. Зошто? Затоа што, еве, за пример, јас и оттаму си извадив статистики. Трети оддел на 6-та управа се бави за сите малцинства, со духовништвото и со младината. Значи, тоа е една многу широка тема, во која што ние македонците сме мал дел. Бидејќи имаме големо турско малцинство, имаме ромско малцинство, имаме други малцинства, па целата младина, па целото духовништво, религиските секти, и ние сме еден мал дел. Но без разлика на тоа, и во 1970-тите, но дури и до 1983 година, кога започна преродбенскиот процес против турците со полна сила, се забележува дека ресурсите на овој оддел и неговата дејност на прво место се таргетирани македонците. И тоа, кога кажувам на прво место, мислам за издвојување на ресурс од 40%. 50%. Значи, од сите овие работи што ги имаме, македонците заземат огромен дел. Тие се главни на удар, а македонците сепак живеа главно во Пиринска Македонија. Значи, еден од 28 окрузи успева да даде таков висок резултат, што посед агенти кои што биле врабувани, нови случаи што се откриени, случаи кои што ги следат, луѓе кои што се под наблюдување,
јавочни квартири, тие ги викат места кај што тајно да се среќаваат, судски дела, сето тоа, како статистика тие го имат наведувано, многу ретко македонците во периодот на од 1970 до 1983 година, многу ретко се на второ место. Обично се на прво место и тоа е фасцинантно и трагично. Дали се соочуваше, например, колку е побогат тој документацијски материјал, кога ќе се нуди во некоја си друга инстанца да биде редуциран? Па тие има таа практика и се забележува дека имаме манипулација која што е вршена свесно. Бидејќи одгоре имаме, тоа е тоталитарна држава. Од врвот се спушта заповед дека македонци нема. Дадема македонци има. Има отпор кој што треба да биде скршен. Има посебен збор промакедонски национализам. Затоа ги бркале промакедонски. Не македонски. Много интересно. И сега, тоа што правела службата за безбедност на најниските нивоа на отчетите си кажувала како што е. Меѓутоа нагоре одејќи, тие отчети требало да одат пред партијата, комунистичката партија. И највисоките отчети треба да појдат пред политичкиот врв. Политичкиот врв не сака да слушне такви работи. И затоа гледаме како од секое ниво, како одат нагоре, македонски случаи станува се помал. Значи, ако најдолу тоа е 40%, на врвот дали 1% ќе стигне. Значи, има свесна манипулација, тоа е по типичен тоталитарен манир. Тоа што го испорачува врвот, тоа си го добива назад, но во цел до тоа завратување на информација, многу луѓе страдат. Ти си по својата определба на истражување човек кој што се занимава со проучувањето на средновековната историја, но сепак сите ние сме добро способени да истражуваме, толкуваме, анализираме, синтетизираме. Многу ме интересира дали бугарските историчари и бугарската историографија посветила научно внимание на оваа тема. Значи, нова тема е посветено многу малку внимание од луѓе кои што се разгледуваат како надвор од мејнстримот во Бугарија. Имаме и дури тоа не се не историчари. Тоа одваѓа од социолози, тоа одваѓа од антрополози. Имаме Чавдар Маринов, некој внимание посветил, имаме Михаил Груев, подготви еден зборник со памет и насилство во Пиринска Македонија, нешто такво беше, префразирам, но дури и таму се забележува дека се третира оваа тема како маргинална. Од сите собрани спомени, само неколку беа по македонското прашање и од нив половината беа од луѓе кои што се против. Значи ли тоа дека за историчарите, сега конкретно за нив зборувам, ова е табу тема или тема која што треба да се игнорира? Па тука се и двете. Можеби некој има некој интерес, меѓутоа знае дека тоа е многу опасна тема. Да почне да зборува за неја, значи да се наштети на својата кариера. Многу други се националистички определени и за нив македонци не треба да има. Тоа е таа книга побива сите тие сведоштва, ја дури не е книгата, сведоштвата. Ова се сведоштва. Да, тоа се сведоштва. Тоа не е фактички моја книга, тоа се сведоштва на луѓе и документи. Тие побиват целата идеја дека не постои македонско малцинство, дека сето тоа е нели измислица, дека постои само во Република Македонија. Не, гледаме тука во тие томови има најмалку 100 луѓе кои што сведочат за себе, кои што сведочат за стотици други луѓе и тука ги имаме и документите од судовите, документите од службите за безбедност, кои што зборуваат за уште повеќе луѓе, многу повеќе. Значи зборуваме за засегнатите луѓе кои што се директно малтретирани, се илјадници. Знаеш, ова е навистина необично кога зборуваме за начин на истражување или на научна дејност, сепак би требало да биде темата барем на некој начин провокација за оние што се историчари. Но од ова сега што го дознавам во нашиот разговор, добива впечаток дека се уште онаја живковистичка доктрина е жива. Сосема жива. И тоа сакав да речам, дали таа доктрина им влие, но во исто време би те прашала каков е односот на актуелните политички структури во однос на оваа тема. Бидејќи, извините, прекинав, на едно место забележав дека дури и антимакедонизмот е многу исплатлив бизнис во бугарското општество. Се уште е многу исплатлив. И политика. Тука влегува се, тоа е многу широк круг, тука влегува продавањето на државјанство.
Тука зборуваме за огромни пари, примерно, и само давам како пример. Многу работи се, многу служби, многу кариери, места во службите за безбедност за луѓе кои што би работеле против македонизмот и така натаму. Цел институт постои, знаеме, кој што се бори против македонизмот. Така што да, тоа е голем бизнес, но тука има една, да ја наречеме, травма. Затоа што има македонци кои што секој пат си биле македонци, до сега се. Има такви кои што биле бугари уште од кога Пиринска Македонија влегла во Бугарија. Значи и тие не се од нив не доаѓа некој посериозен проблем. Но има една група од луѓе кои што за време на културната автономија биле на македонски позиции и биле на високи позиции. Биле во комунистичката партија, но кога се сменила линијата, тие исто така се смениле. И сега штителе другата страна. И тука се создава еден сериозен проблем. Затоа што согласно начинот на кој што се гледа во Бугарија на овие работи, тие мора да бидат родоостапници. Или во првиот или во вториот случај. Не може тоа да и двете. Ајде, молам, видов дека прилично ја разработуваш таа работа, да дадеме внимание на она што го разработуваш како државна политика или партиска програма во тоа време, 60-тите, 70-тите години, значи тоа е партиското делување на Бугарската комунистичка партија. Она што е карактеристично од 58-та година до 67-та година, забележав дека цитираш за фалсификатите кои што доаѓаат од македонска страна. Како се одвива таа, да речам, структура на партиската програма? Кој што и државна, да речеме. Многу комплицирана е целиот тој период. Почнува со 1956 година, да речеме. Затоа што, ајде се вратиме дори многу кратко на информирот. Бидејќи претходно знаеме како е Блецки спогодби, обединувани и така натаму. И тогаш се признава дека македонците во Пиринска Македонија се мнозинство. Има бугарско малцинство, но тие македонците се мнозинство. Кога се случува случајот со информирото, од Димитар Влахов е поставено прашањето директно: ако не обвинувате нас дека ние не почитуваме правата на малцинствата, зошто вие не им дадете на македонците во Пиринска Македонија самоопределување? Тие се мнозинство таму, ги има на пописот. Тогаш Бугарија менува линијата и кажува: тоа беше грешка со пописот. Македонци има како малцинство во Бугарија, но тие се малцинство во Пиринска Македонија, затоа не може да ви ја дадеме. Започна она линија Пиринска Македонија Пиемонт за обединување, ама под Бугарија. Она кој што се случува во 1956 година е дека прво, нели, Југославија се зближува со Русија, значи паѓа она старото, и второ што се случува е дека во Пиринска Македонија е дозволен попис и партијата има поверувано од својата пропаганда дека македонците се малцинство. И веќе сами си веруваат. И затоа тие, за да докажат за секогаш како стојат работите, прават попис со специјални наредби за доброволност кои што се однесуваат на луѓето кои што пред тоа се пишеле македонци. За да може сега да се пишат бугари, така се верувало. Тоа не се однесува на целото население. Тоа се однесува само на тие што се пишеле македонци 46 година. И сега што се случува поради тие наредби за доброволност? Реално истото што во 46, многу близко. Не е идентично, значи не е формалистичко пренесување. Имаме мал спад на македонците во Петричко, зголемување во Санданско, но генерално има 63% од населението. Да. И сега тоа постава големо прашање. Во таа нова ситуација геополитичка уште не знаат дека ќе се скарат пак Советски сојуз и Југославија. Опасно е Југославија да не се побара Пиринска Македонија. Мнозинството тука се македонците. И започнува една брза еволуција, која што почнува од 58 година веќе да се забележува, се барат нови формули како да се направи така што Пиринска Македонија и нејзиното население да не може да бидат земени. Тоа е клучниот проблем со кој што се соочуваат. Предходната теза што има после информбирото е дека македонската нација се разгранела од бугарската после 1878. Тоа е тезата која што ја штитат 15 години отприлика. Но сега тоа не е добра теза. Затоа што и во таа ситуација Пиринска Македонија пак може да биде земена, така? Сега им треба теза според која што не може да биде земена Пиринска Македонија. И после неколку години барање како да објаснат што ќе се гледа дека не може, има само еден начин: нема македонци. И во 1963 година ќе донесат на тој стаен пленум, мартински пленум на Бугарската комунистичка партија, дека таа е позната фраза на Тодор Живков: во Бугарија македонско малцинство нема и не може да има. Готово е тука. А во однос на Република Македонија дека сега се создава македонска нација, уште е во изградба, но таа се создава на антибугарска основа, ние ќе ја признаеме кога ќе се промени тоа. Значи политиката што денеска се судираме тогаш е формулирана и таа следи.
до ден денешен. И од тога се судира чекор по чекор бугарска држава со сериозни проблеми. Првиот е, има толку луѓе кои што се не само што се пишле на пописот македонци, туку и во многу документи се пишеле македонци. И тоа е другиот попис кој што никој не зборува за него. Тоа се војни книжки, тоа се трудови книжки, тоа се пензиски книжки, тоа се дипломи, тоа се документи од училишта. Сите тие луѓе се пишеле македонци. Јас објавив од село Бражани, од еден дневник во кој што се гледа дека мнозинство се декларирале македонци. Значи тоа е огромна материја и сега како тоа да се смени? Првото што ќе направат е да сменат пасошите. На целата земја, бидејќи во старите пасоши си имало каде се пишува дали си македонец, бугарин или некој друг народност. И започнува притисок, но основниот метод е следниот. Одите да си смените пасошот, ви го земат, гајлеме што сте пишеле македонец во молбата, ви го враќат како бугарин. И сега, ако смеете да реагирате, а многу луѓе се плашат да реагират, нели да кажете грешка. Репресијата е голема. Да, кажуват, појди кај шефот на полицијата да зборуваш. Тоа откажува многу луѓе уште од сега, но и тие што одат таму, јас сум разговарал со луѓе што им се случувало. Кога доаѓа, вика човек кој што не гледаше како човек, како звер, огромен вака им се спушти, им кажат, ти македонец ли си бре? И луѓето, многу од нив деца гледат и се плашат, нели? Бегај од тука да не се случи нешто лошо. И на тој начин успеваат да направат така што многумина луѓе да бидат запишани во пасошите како бугари, но сепак 30.000 остануваат кои што упорно се пишуваат македонци. Дори тоа е друг попис за кој што слабо се зборува. 1964 година и покрај целиот притисок 30.000 луѓе се пишале македонци. Да, забележав дека ти фактички правиш анализа, споредба поточно меѓу оној од 56-та и подоцнежниот 64-та или 65-та. 65-та, тој е следното што доаѓа. И тука е интересно, бидејќи имаме и признание на Тодор Живков во неговите спомени, дека преку еден маневр цела Пиринска Македонија осамнала Бугарска. Да, те молам, објасни го тоа, баш ми остави впечаток тоа маневар. Уште не е јасно механизмот кој бил, ама бил многу таен, бидејќи во самиот врв на партијата имало луѓе кои што би се спротивставиле или барем би мислеле поинаку. Тоа е административна манипулација. Како точно е изведена не знаеме, бидејќи не е објаснето, но навистина резултатот е очигледен. И тоа е дека 99,6% од населението е запишено бугарско, 0,4% во Пиринска Македонија е македонско. И тоа е една типичен резултат во тоталитарните комунистички режими. Секој пат има еден мал број други кои што покажува дека тоа е реален резултат, значи немало сила, немало насилство. Но фактички имало насилство, има спомени на луѓе кои што кажуваат како ги собирале после работа партиските колективи и како им објаснувале дека македонци нема. И секој кој што се изјаснил дека има, го заплашувале, им се карале, па индивидуално ги притискале се што, а и веќе луѓето знаеле од пасошите што поминале претходно, дека работата е сериозна и опасна. И тоа е резултатот. И само уште едно нешто, таму кај што не можеле да изманипулират, тие изманипулирале во Пиринска Македонија, тоа е само еден од 28-те окрузи на Бугарија. Тоа е 6800 квадратни километри. Останатиот дел од Бугарија македонците се распрснати насекаде. Исклучително тешко е таму да се изврши таква манипулација и затоа гледаме дека колку биле на претходниот попис, толку се останале сега. И од тоа гледаме дека претходните резултати се точни, не се неточни. Овие се манипулираните. Така. Да. Навистина маневар во буквална смисла, но пред да одиме на оние форми на заплашување, сакав да те прашам како се впрегнати, например, академските структури во одбрана на оваа, да речеме, партиска политика. Да, тоа започна уште порано, уште после 1958 година, почна формирање некои комисии во рамките на, ако не се лажам, беше Институт за историја на Бугарска комунистичка партија. Нели, постепено цела една група се создава која што да ја преосмисли историјата на Македонија од бугарски позиции пак и комунистички позиции, и тоа еволуира. После 1965 година има еден документ во кој што се организира практично се, како да го кажем, целосна мобилизација на бугарската наука по македонското прашање, почнувајќи од историчарите и завршувајќи дури со свештениците во диаспората. Значи се се мобилизира, за секој оддел има што треба да прави. Вклучително тука влегува и проверка на сите бугарски архиви по македонското прашање и таму како што пишува да се види што е за објавување, што е очигледно пропаганда да се прави, што е на кој што може да се даде достап на странски истражувачи, ама проверени,
И тога запира реченицата, бидејќи тоа значи дека има еден друг дел, кој што не сме никој ни да го види, ни да го објави. Значи имаме едно селектиране на сите тие архиви и тоа што е македонско е тргнато во сенка. Да, каква е улогата на Институтот за историја при БАН? И посебно, ако не се лажам, ти го спомна Институт за историја при БКП. Да. Но исто така, нели има некои подобни образовни практики кои што треба да бидат прифатени од пошироката општествена јавност? Да. Значи, секој еден добил своји задачи. Едни од задачите се да се проверат сите учебници. Не само за историја. Значи, пред тоа се предавало не историја на македонскиот народ или историја на Македонија, се предавало историја на македонското ослободително движење. Според старата шема. Значи, тоа сето отпаѓа, се е исчистено, но се проверени и сите други учебници. Учебник по географија имало, кај што пишува во Бугарија има македонци. Значи, ова мора да се стргне. Сите се проверени во 1960-тите и сите се исчистени. Тоа е едната работа. Друга работа што е направена е административна. Гледајќи го отпорот на луѓето кои ги пишуваат со сила бугари, во Бугарија е прифатено дека нема повеќе да има графа народност во пасошите. И до ден денеска во Бугарија немате документ во кој што да имате каде да запишете каков сте, освен на пописот. Значи тоа прашање го заобиколиле целосно. После започнува со една позната како програма за патриотско воспитување на младината. И тука се прави, тоа е сеопфатно, не е само училиштето, не е само тие организации кои што се надвор, но влегува дури и создавање на специјални историски комикси, кои што да се шират меѓу младината и да насадуваат патриотски дух, се разбира, нема македонците се исклучени. Спомнуваш 100.000 примероци на тема македонско прашање. Македонското прашање на тоа го издава БАН. Тоа е едно мало книжче. Ние го имавме како мали. И 100.000 примероци се издадени. Тоа треба да докаже дека македонското прашање секој пат било бугарско прашање, македонците секој пат биле бугари. И тие малечки книвчиња намерно така се направени, бидејќи може да се внесат во Македонија. И тука да се делат, а и таму да се делат. И тоа го правеле. Масовно ги раставиле. Дали акцентот тогаш во тие години, 60-тите години, го ставаат на средновековната историја? И тоа е вклучено. Значи, идејата е дека од средниот век наваму се е бугарско. И преродбенците, особено на преродбенците, Гоце Делчев и сите останати, нели, Самуил специјално се обраќа внимание дека сето тоа е бугарско, но тоа е само почетокот, пропагандно. Се издава зборници со документи за Македонија, во кои што треба да се докаже дека таа е бугарска. Сите стари книги кои што за времето на буржуаска Бугарија беа објавувани за докажување дека Македонија е бугарска, се преобјавени фототипно. Исто така. Започнува и се создава нешто уникатно кое што е дури незамисливо за многу земји, и тоа е КИР, културно-историско разузнавање. И се поставува керката на диктаторот Людмила Живкова, кој што е историчар, да го води. И тоа е интересна комбинација меѓу историчари и разузнавачи, кои што нивната дејност е да откриват каде по светот има документи што би користеле на бугарската држава, за да може, ако треба да ги украдат или да најдат начин да стигнат до нив, да шпионират меѓу објектите за шпионирање се Институтот за национална историја Скопје и нашите институции, да влезат натре во нив. И една од работите била да следат ако се спрема некаде некој издание по македонското прашање, кое што не е добро за бугарската позиција, тие веднаш да избрзат да направат по истата тема контраиздание кој што да излезе пред тоа, за да може да го минира трудот на човекот кој што го прави тоа издание. Мислам, пропагандна војна, со тоа се бават. И тука израснуваат многу од историчарите кои што и до ден денешен се уште се влијателни, некои од нив се во комисијата се влезени. Значи, ова традиција продолжува, не е запрена. Пример, мислам. И така, многу силна позиција. Има една изрека дека 80-тите години во Бугарија е времето на историчарите. Да. Тие кола, тие беса тогаш. 1300 години Бугарија, пари, неограничени инвестиции, проекти, се и се што. Ја начнуваш темата за 4 принципи на бугарската политика кон македонското прашање. Јас кога ги прочитав, мислев дека читаме еден современ документ, бидејќи многу сличен со она што нам ни се бара според актуелниот договор или протоколот кој што е актуелен. Ај уште таа тема, таа е навистина многу необична. Знаеш, ова што ми го спомна за разузнавањето, фактички тоа е една систематска дејност во бугарската држава,
која што за жал ние македонската страна не сме посветиле внимание. Никакво за жал. Никакво. Ние сме крајно неподготвени, бидејќи нам ни се случува како континуитет на таа нивна дејност да излезе бугарската стратегија, доктрината во однос на македонското прашање. Таа е 98-та година отпечатена, а за жал ние потпишуваме декларација за пријателство меѓу македонскиот премиер. Со кој што откажавме практично од македонското малцинство. Да. Значи тоа е голем проблем мислам на македонското општество генерално и на македонската елита. И јас многу пати сум го имал тој проблем и кога ми барале интервјуа во сите тие години назад. Бидејќи многу пати ме прашуваат дали овие ставови што ги слушаме од Бугарија не се само некое радикално зборување, дали не само некои радикали вака зборуваат, ама сигурно мнозинството не мисли така. Тоа не е така воопшто. Тоа е систематска. Тоа е систем кој што е тогаш создаден и кој што никогаш нема прекинато да постои и дури да се појави нов политичар многу брзо го вразуваат во системот. Не се најдеш да мрдаш или ќе те уништиме политички. Затоа има општествен консензус кај нив. Апсолутно. А кај нас прво има, да речам, образовен недостаток. Ние не сме запознале другата страна во однос на стратегијата, тактиката, како тоа се одвивало. И мислам дека во моментов сме во крај на една неповолна состојба, бидејќи ние сме требале да проучуваме и да изведуваме заклучоци каква надворешна политика ќе градиме. Апсолутно. Но да ги спомниме четирите принципи. Само тука бидејќи ме потсети нешто. Дел од таа стратегија што имале спрема Македонија е да ги замолчат македонските историчари. Тоа што направиле уште од 60-тите години Тодор Живков кога зборува со Црвенковски, кога зборува со Тито, е да се жали за дека лошите односи меѓу Македонија и Бугарија. И сега тоа што се пишува во бугарскиот печат, тоа се реакции на провокациите на македонските историчари. Така. Кој што е смешно кога знаеме колку малку историчари имаше тогаш. Какви па и денеска има малку. И сега се малце, ма тогаш уште помалце. Тоа дури гревота малце бе, една рака луѓе бе. И сега, ова е многу итро, бидејќи идејата испаѓа дека таму е демократија и не може бугарската партија да контролира печатот, тоа може замислиме каква небулоза е тоа, но и македонските историчари ако замолкнат, секи се среди. И тоа се случува паралелно, јас го гледав овој документ за кој што спомнав за таа сеопфатна стратегија, во моментот кога тие и наредуваат на науката, на сите историчари, не само историчари, и јазичари, сите, и дури свештениците, да работат, практично да започнат пропагандна војна против Македонија, во истиот момент тие барат начин да ги замолчат историчарите. И јас мислам дека успееле во голема степен да натерат Југославија, но и Македонија да повлече поддршката за македонската историографија, за да не создава проблеми меѓу двете држави. Да, евидентно. Евидентно е. И сега гледаме разликата што е, бидејќи многу успеале тука, и тоа е врзано со тоа што ми поставуваш прашање. Не беше така со македонскиот јазик. Македонската држава инвестираше таму и гледаме сега каков е крајниот резултат. Бугарија се обидува да го оспорува македонскиот јазик, ама не може. Да. На меѓународно поле на секој начин тој е заштитен, успешен. Зошто? Затоа што кога тие постават некое прашање, на крајот политичарите во светот ќе се обратат до нивните научници што е работела тука и ќе добијат одговор македонскиот јазик е посебен јазик, тоа бугарите малце се застранети. И тие не може да пробијат. Ама кога стане збор за историјата, бидејќи ние сме зауздувани цело време, а тие работеле исклучително многу добро работеле, тоа што се случува е дека кога се обратат кон нивните историчари сега, светските политичари, ќе добијат, бугарите имаат некои основа, знаете, малце тоа тука македонците не знам се што прават. И тоа е огромна грешка на македонската политика во сите изминати години, но таа продолжува и сега. Треба многу да се инвестира. Тие правеле се што тие правеле, да речеме, уште од 70-тите години, барале начини најдобрите книги што ги има бугарски по македонската тематика, да најдат начин да бидат преведени на светски јазици и да бидат објавени во некои големи светски издавачки куќи. Тоа продолжува до ден денешен. А додека ние знаеме, сме оставени сами на себе. Секој од нас ако успее нешто да направи лично сам, тоа е многу тешко. Тоа е еден голем недостаток, еден голем минус, не само во, да речеме, културно-образовната политика, но тоа е голем минус во однос на градењето на надворешната политика. Ние навистина никогаш не сме го земале во предвид историскиот дел, но и моментот дека Македонија постојано е територијална варијабла и дека ќе се удри на етничкиот, односно историскиот континуум. Да, тоа е неизбежно затоа што нашите соседи го прават. Дури ние да не сакаме ние да го правиме, ние сме неподготвени и во однос и на Грција како што ни се случи, бидејќи ни го одзедоа не само, да речеме,
континуитетот во однос на античката историја, туку и во преродбенскиот дел, бидејќи најголемиот дел од нашите преродбеници потекнуваат од тој дел. Да, и тука. И кое што е уште потрагично, до каква степен ние не сме спремни. Нели имаме две комисии сега. Да. Значи, тие две комисии меѓу себе не се координирани. А грчката и бугарската се координирани меѓу себе, кое што е неверојатно. Ние сме една држава, ние би требало лесно да се искоординираме, а овие две држави се координирале против нас. Да, и мораме да им одадеме и тоа како позитивна тактика, а кај нас е тоа се уште голем минус, бидејќи ги користат сите научни и стручни потенцијали. Да, тоа е така. И многу инвестират во тоа, имат против секој од нашите научници, ако ги собереме историските и други такви институти во Бугарија и Грција, против секој од нас има барем еден институт од друга страна. Да. Значи да одиме еден по еден. Фалсификатите, еден од првите принципи е фалсификатите на македонската. Да, цело време да кажат како ние фалсификуваме, за да може никој да не ни верува. Мислам, а кое што е интересно, тоа е проекција. Всушност има повеќе фалсификати таму со сигурност. Има кај нас случаи, мислам еден човек кој што го обвинува за тоа е само минорна работа и не е некоја значајна. И практично ако ги одземеме сите негови дела, тоа ништо не менува. Да. Во суштина. Бидејќи тоа што го објави од бугарска страна, зборуваме за писмата на Славеков, тоа е реално истото се сведува на крајот. Значи, таа тактика продолжува. Се повторува, додека од наша страна сега започна да се обраќа внимание на фалсификатите од бугарска страна, што се прави. Така е. А тие прават многу фалсификати. На крајот да земеме за среден век. Ние не сме направиле две плочи лажни со кои што да се фалиме. Имаме од бугарски националисти направени две лажни плочи да докажат. Две сигурно може се повеќе, ама две се сигурно. Посебно на Ресенската ми е многу симптоматична. Јас зборувам за Воденската, која што е директен фалсификат докажан и во Бугарија, и Петричка плоча. Значи тие директно тврдат дека Самуил е бугарски цар и тие се направени во ново време. Не зборуваме за тие другите кои што можеби се, можеби не се. Не зборуваме за две докажани. И сега при таква позиција да ни кажува дека ние сме фалсификатори, мислам дека тоа е претеризам од нивна страна, ама работи. Да. Вториот принцип беше дека само го признаваат постоењето на Македонската република како политички факт. Да. Значи, што некако е многу блиско на она ја признаваме државата, а друго не. И тоа е всушност, ако погледнеме тоа што тие денеска го признаваат, тоа е истото кое што е зацртано во 1963 година. Не се мрднеле ич. Она кое што тие сакаат да кажат, и тоа тие размислуваат исклучително идеолошки, и тоа е преточено низ целата наука. Како размислуваат? Не може македонската нација да се создала пред 1944 година и во никој случај пред 1912. Зошто? Затоа што ако е така, тогаш таа би се создала на територијата на цела Македонија, што значи Пиринска Македонија, што значи сепак може да има македонско малцинство таму. И од тука сите други последици од кои што се плашеле некој да не бара одцепувани. Затоа не може 1912, но и меѓу 1912 и 44 пак им е проблематично, нели? Затоа сигурна работа е 44-та. После 44-та, добро. Ама тогаш како да кажа дека сите овие беа бугари, па сега не настана македонци. Некако не се врзува тоа и продолжуваат да се наградат лага врз лага. Тоа што го имаме слушано за 20.000 убиени бугари во Македонија, 200.000 пратени во логори, кое што е чисто демографски невозможно. Ако знаеме дека таргетирани се мажите, и не децата, тоа значи горе целото машко население било пратено, што е апсурд. А никој од нас не памти. Фактички, тоа е третиот принцип, дека со насилство со насилство ни се гради свеста, и четвртиот беше да им се овозможи на бугарите во Македонија да го изразат своето самоопределување бугарско. Да, тоа е другиот начин, тоа всушност е врата кога што тие се надевеле за како што го нарекот ребугаризација. И меѓу другото, претходниот принцип следи дека и во Албанија не може да има македонци. И тука гледаме и тоа што сега го прават. Сега се случува. Вештачки создават, и тоа не го работат од сега. Од 1990 започна, јас сум сведок, на бугарска телевизија сум гледал како почна да праќаат шлепери со помошти и се и се што. Континуирано се работел во Албанија за создавање на бугарско малцинство. А додека треба да си признаеме, македонската држава реално ништо нема направено таму. Значи тоа е резултат од 35 годишно бугарско работење и македонско спиење. Е тоа што се случува таму. И да, тоа е нивната политика. И сега кога тие уште од 48 година сакале да се
оформи бугарско малцинство признаено, ама големо. Тие многу акцентирале на големо. И сега нивната мака после 90-та година беше дека ако се признае бугарско малцинство, такво како што Македонија реално го признавала. Мислам, тие неколку илјади луѓе кои што се декларираат бугари, тоа ќе значи признавање на небугарско мнозинство. Тоа им беше големата мака на нив, додека ние сменивме преамбулата. Па сега станаат делови на народи, а не делови на малцинства. народи, да, што е многу исто така недобра работа. Огромна грешка е тука. Огромна грешка. И сега тие сакат некако малцинство. Многу луѓе викаат дека ќе ги признаеме како малцинство. Не, тие не само што не сакат да се признае како малцинство, но има остри реакции кога некој погрешка спомна кај нив дека бугарското малцинство страдало овде. Имаше остри реакции, говори во парламентот како не ви е срам, бугарите не се малцинство, тие се мнозинство таму, тоа се зборуваше од бугарскиот парламент пред една година. И тие сакат да биде како народ, не малцинство, и тука веќе да го прошират тој народ. И навистина евроинтеграцијата им дава тие можности, и нашиот устав македонски исто им дава тие можности, и она на кој што ќе се оди откако еднаш влезат бугарите во уставот, следната работа ќе биде тие да инсистираат дека има толку и толку дадени пасоши, тоа да биде прифатено како толку и толку бугари, и после тоа имаме еден принцип за правична застапеност, и се каже, добро, 200.000 бугари, при тоа население, значи треба едно 13-14% од сите служби во администрацијата да бидат за бугари. Што ќе стане тогаш? Што веднаш ќе се удри и на темелите на македонската државност. И на неја, и многу луѓе ќе почнат да се прават така. Ако не се лажеме, на асном антифашистичко собрание. Да. Тоа е идеолошката страна, но чисто практичната е дека многу луѓе за да задржат позиции во администрацијата ќе се направат бугари тогаш. Да. И многу други луѓе за да добијат позиции во администрацијата ќе се направат бугари. Што значи дека ние заради нашата неспремност, неподготвеност, па и неукост, па и незаинтересираност ќе се само избришеме. Ние ќе дозволиме да се врати времето на екзархизмот и пропагандите. Да. Тоа е ужасна грешка. Ова држава до голема степен се создаде од нашите предци за да се заштитат од овој ужас што им се го прави. Сега ние ќе отвориме пак вратите, бурата пак да влезе внатре и ќе стигнеме до ситуација кога ќе има заедници, народности, парчени од народи, кои што ќе имат по две држави. Едната треба да е Македонија, која што да ги штити, втората е нивната матична држава. Само македонците нема да имат ниту една држава, ќе бидат туѓи во својата држава и ќе биде најнепрестижно да бидеш македонец во Македонија. Кога веќе ова го зборуваме, ти спомнуваш за една специфична филозофија, но и јазик, терминологија, како ги добиваат квалификациите луѓето кои треба да бидат репресирани. Спомнавме дека се тие антибугарски, ненародни, михајловисти, што е многу чудна карактеристика, но е присутна. Ајде да посветиме внимание на тоа. Да, тој комунистички метод на работа едноставно му ставаш етикета непријателска на некој за да оправдаш тоа што го правиш против него. И тие етикети се многу некоректни. Тие произлегуваат од идеологијата, тие не произлегуваат од реалност. Да речеме во раниот период, и тука многу наши грешеле кога тоа го читале, михајловисти се подразбира како луѓе кои што навистина се поврзани со Михајлов. И од тука со сета негова линија, нели пробугарска и така натаму. Всушност михајловисти е етикета која што комунистите користеле за секој еден кој што сака целосно обединување на Македонија не комунистичко под некоја западна сила. Да. Сите такви, а такви ги имаме многу кои што се на македонска линија. Групата на Дукимов во Гоце Делчев, тие се апсолутно на македонска линија. Дури тоа е исклучително за тој период ретко, кога се среќаваат како судени македонски десничари и нивен обвинител е македонски левичар кој што е многу познат, тоа е Михаил Сматракалев. Да. Но и при таа средба тие соработуваат. Солидарност на национална основа меѓу политички непријатели во времето на сталинизмот. Тоа е исклучително редов случај. Но тој навистина им помага, бидејќи гледа дека се македонци. Мешан случај е, да речеме, групата на Герасим Тодоров. Во Бугарија тоа се представува како некаков отпор против македонизацијата, кој што апсолутно е нонсенс. Тоа е отпор против комунизмот, во кој што влегува сите делови на населението и кога ќе ги провериме како се изјасниле тие на судот, кој каков е, тие го сликуваат реално со односот на македонци и бугари во општеството. Околу 70% се пишеле македонци, никој не ги терал. Значи тоа е и во таа група имаме македонски националисти, како
Крумонев, да речеме, тој е многу познат со неговите спомени, Ѓорги Сучев, кој што се самоубил за да не биде фатен, значи имаме многу силна македонска струја. Ги спомнуваше двајцата членови на АСНУМ. Да, и тие ќе бидат малтретирани после информбирото, како непријатели исто така, да. Мислам дека и Васил Ивановски го прочитав. Васил Ивановски, кој што е маркантна личност, бидејќи тој е создател на модерната македонска историографија, но тоа е неверојатно символично. Македонската модерна историографија и предавањата на македонска историја универзитетски започнуваат во бугарски затвор и кој е Идризово за време на окупацијата. Да. Тоа е неверојатно. Значи првите предавања се држани таму од Васил Ивановски и така е напишана првата историја на Македонија, напишана во затвор. Зошто ние македонците сме одделна нација. Точно така. Тоа е реална првата историја на Така е. Не, тој тоа го пишува пред тоа 34-та, но да, тука пишува цела сакам да кажам историја. авторот е за нашата публика која што не следи. Да. Тој е авторот на позната книга Зошто ние македонците сме одделна нација и издадена 1934 година. И е шокантна за бугарското општество. И многу добро напишана за тоа време. Одлично е напишана и мислам дека кога би се применувале принципите и методите на работа кои што тој ги поставува, ние би имале навистина една многу поизградена историографија во почетните стадиуми, бидејќи во тие првични години повеќе наративниот одел отколку на вистинскиот принципи или методски начин на работа. Тој бил многу добар во тоа. И сега трагедијата, тој после станува партизан. Тој е првиот, ако не се лажем, уредник на Нова Македонија. Да. Меѓутоа, тоа што се случува, наша трагедија е Југославија сакала македонската нација да биде приврзана за Југославија и секој еден македонец што доаѓа по линија на бугарска комунистичка партија се гледал лошо. Тој е сумнителен. И сите тие ги истерале, вклучително Васил Ивановски. Тој после работел таму на македонското прашање, во македонската емиграција и неговата доследност се гледа кога започна судири од Информбиро, тој и македонската емиграција излегува, но тој е инспираторот, да излегува со критика против бугарската комунистичка партија, каде што има и критика против југословенската комунистичка партија, значи тие чисто македонски позиции тргнуваат, што треба да се прави, што е грешка и што не треба да се прави. Затоа сите се казнети, Ангел Динев избегал, паметно овде се заслонил, меѓутоа многу скоро Васил Ивановски ќе биде суден по процесот на Трајчо Костов, ќе биде пратен во логор. И понатаму до крајот на животот ќе има тивок живот, така да се каже. Но гледаме како завршил првиот македонски модерен историчар во бугарски логор. Да. Но и ние сме го избркале. Тоа е една од најголемите трагедии, бидејќи тоа било момент кога сите македонци, дури кои што биле протогеровисти и други сакале да се вклучат. Има случај, не знам дали го имам во книгава, но најдов случај кога михаиловистите, младинските организации на михаиловистите од Сандански и Петрич се собрале веднаш после 9 септември во Петрич да го дискутират неверојатното прашање дали да се вклучиме и да ја поддржиме војската на Михаил Апостолски. Тоа страна на младите михаиловисти. Значи гледаме каде им бил умот на нив. Ајде сега да ги споредиме барањата за одбрана на луѓето кои што ја афирмираат дејноста на Иван Михајлов во Македонија. Јас мислам дека тоа е грешка, бидејќи човекот има извршено огромни злодела, огромни и многу наштетено има на Македонија. Да, бидејќи Бугарија ги осудува таквите кај себе, но затоа пак таквите во Македонија ги поддржува. Ги поддржува затоа што тие знаеме последното негово интервју какво беше. Знаеме што кажуваше и што зборуваше. На крајот последните зборови се аманет. Тој го остави аманетот, тој е антимакедонски. Апсолутно, тоа што случајно се родил во македонски град. Да, и тој послужил на бугарската политика. Тој бил начело на Пиринска Македонија затоа што бил поставен од бугарската влада, да не се лажеме. Да не се лажеме и какова све репресија па тој има извршено, страшни масакри се извршени и тој дури влегува во цека на тоа ВМРО по наредба на бугарската влада. Имаме спомените на Шанданов и други кои што кажуваат како токму тоа се случило. Тој бил врската на Тодор Алесандров како секретар со бугарското воено министерство. Така се издигнал како доверен човек. И тој човекот кој што ја предал својата организација, нели десна, со 19 мајскиот преврат, кога има заповед за забрана организацијата, таа организација имала 10.000 пушки. Бугарија имала 20.000 војници за изгубената војна. Ако имаше силни лидери кои што беа навистина на македонски позиции, тие може да кренат бунт и ќе беше многу сериозен проблем за бугарската држава. Тоа што направи Иванчо Михайлов е заповеда сите да стават оружјето, да се предадат.
Тоа е Ванчо Михајлов, освен тоа е страшливец, патолошки страшливец. Веројатно бил психопат или социопат, но е патолошки страшливец. Тој бил способен лично да измачува врзани луѓе и да ги убива со стапови, но бил неспособен да помине граница, дури еден ден да биде на револуционерна територија, како револуционер, иако уставот на неговата организација барал, ако една година не си бил на револуционерна територија, ти губиш членство, не па да си раководител. Но тој се пробал да се снима пред поминување на граница, но никош не поминала граница. Пред да одиме на друга тема од твојава книга, морам да те прашам, бидејќи и за тоа сме разговарале на кратко. Каква е почита кон Јане Сандерски од страна на населението во Пиринскиот дел? Тоа е многу интересно прашање. Значи, тие што се на македонски линии и со македонска свест, исклучително многу го почитуваат. Тоа е царот на Пиринот за него. Бидејќи многу му забележуваат на Тодор Александров, што е дел од тој заговор против за убивањето на Јане Сандерски. Да. ВМРО на Тодор Александров го има убиено Јане Сандерски. Дури еден Думбалаков кој што е ортодоксен врховист, пишува во своите спомени дека вистинските виновници се оние од групата на Тодор Александров и на Протогеров. Има и кај Шанданов во неговите спомени, првиот конгрес кога се прави на тоа ВМРО после Првата светска војна, тој го поставува прашањето кој од нашата организација го заповеда, бидејќи очигледно дека сме ние, кој заповеда го изврши убиството на Јане Сандерски кога имаше амнестија претходно. Да. Така што тоа очигледно сите знаеле дека е така, само што е срамна тајна, да се каже. Но исто така знаеме дека тоа не е иницијативата од самата организација, иницијативата доаѓа од Софија. Како и Тодор Александров. И тука австриските надворешни фактори, германските. Да, бидејќи Јане Сандерски застанал против влегување на страната на Антантата, според тоа бил опасен. Бил и елиминиран. Затоа елиминиран. Спомнуваш, сега да се вратиме на ова што представува страв и страдење, но и прогонство. Јас се зачудив како се дисперзира населението од една област во друга. Спомнуваш воз со 43 вагони. Да. Како се одвивало се тоа? Тоа е една од најмасовните практики и најмалку истражена. Имаме само анегдотни податоци, како овој, што го спомнува тоа, или дека толку и толку фамилии од областта на Сандерски били иселени во таа година. Но тоа се само анегдотни податоци, а тоа не запрело во целиот период. Има некои спомени што излегуваат и зборуваат за илјадници луѓе само од Петричка околие, што били иселени. И навистина масовно иселување на македонци од Пиринска Македонија и нивно заселување во така наречените турски краишта. Ги пракиле таму кај што има турско мнозинство, за да бидат изолирани, но пак таму имале можеби подобри услови за живење, бидејќи Пиринска Македонија до 1968 година е веројатно најнеразвиениот крај во Бугарија. Што е свесно. Свесно е, не се инвестира ништо, бидејќи може да го изгубиш утре, зошто би инвестирал. После се менува политиката кога решаваат напротив, сега ќе инвестираме за да го направиме нераскинлив дел од Бугарија, тогаш создаваат Југозападниот универзитет, започна како педагошки факултет неофицерски, ако не се лажам, и идејата е, тоа е, како да кажем, неофицијална тајна, тој е создаден за да парира на влијанието на тука во Македонија имаме Скопски универзитет, имаме во Битола, а види во Бугарија нема ниту еден македонски. И затоа се создава да ја штити бугарштината таму. Кажи ми, јас не би ги истакнувала репресиите, навистина е тешко да се чита. Во една сумарна формулација, како се одвивала таа репресија? Имаме неколку етапи. Најраната етапа кога е сталинистичката, таа е брутална. Значи, сталинизмот има брутални методи на заплашување и тоа е инквизиција, физичка инквизиција, страшен тормоз. Тоа е раниот период кога има таа неверојатна сцена со Крум Монев, која што е личи на некој од филм, а и вистина, бидејќи и во Сандерски се уште постои чешма дека се случило. Кога го натерале да јаде, после многу малтретирање, се јавил добар полицаец и му дал да јаде солена риба. Нешто слично црно семе. Точно, исклучително истата ситуација и тој јадал и ја скршиле стомната вода и тој успел да се спаси затоа што се сетил дека во дворот има чешма и таа се уште стои. Чешма во која што е затната и таму сите кои што се миеле и била полна со помија.
И тој успел да ги излаже дека има проблем со стомахот и ќе стане беля, па да го зема до ВЦ, а тој е на патот за ВЦ. Тој таму се фрлел и буквално пиел помија, за да може да поврати, за да се спаси од тоа нешто. Значи имаме такви брутални сцени со неверојатно тепане, малтретиране, со луѓе осудени на смрт, тоа е раниот период. Но со тек на време започнуваат да се користат методите на така нареченото разложување. Бидејќи Тодор Живков не сакал да има толку силен отпор, што да се види далеко. Без тоа Бугарија имала сериозен проблем со спроведување на таа политика на негација, бидејќи ниту Советскиот сојуз, а ниту другите комунистички земји се согласувале со тоа. Тие знаеле дека има македонци, до вчера имаше признаени македонци, сега наеднаш нема македонци. Многу од нив имале нашите деца бегалци кои што учеле по Полска, по Руманија, сега наеднаш во Бугарија нема македонци. Сега тоа се гледало со многу лошо око. Бугарија политички го истрагувала сето тоа, кажувајќи на Советскиот сојуз дека ќе изгуби окрugот, Југославија ќе го земе, па затоа мора така да се прави, но не сакала на никој начин тоа да стане јавно со големи такви судски процеси. Затоа првата метода била разложување, тоа значи да се земат мерки човекот да не стигне до таму. Ако забележа дека вие правите нешто, веднаш се пуштат роднини, блиски, други да влијат, да го исплашат човекот дека ако продолжиш вака, ќе настрадаш не само ти, но и целата фамилија ќе настрада, за да може и фамилијата да го притисне, па тој да запре. Но ако тоа не успеа да го направат, понатаму, нели, му отварат досие, почнуваат да го следат, ако се соединува со други луѓе, прават уште поголемо досие, и од тука натаму ги следат додека направат нешто повеќе и ги апсат. Не ги остава да се развијат многу, затоа што тоа би било големо дело. Но на почетокот ги разбиват и ги праќат затвор кратко време. Не случајно, еве сосема на крајот да истакнам дека темата е недопрена од страна на македонската историографија. Добро е што си го отпочнал процесот на истражување и мислам дека треба да биде провокација за секој нешто треба да биде научник, независно дали е од Македонија, Бугарија, Грција. Јас ти благодарам и ти посакувам успех во натамошното истражување и се надевам дека ќе имаме и нови томови од Благодарам, ќе има. 2 најмалку со сигурност. И јас се надевам некој да продолжи, бидејќи навистина не би требало јас средновековец да го правам, ама ако не бев јас кој ќе го направиш. Ти благодарам за учеството, секое добро и се гледаме во друга прилика. Драги гледачи, овдека завршува денешното издание на Македонските работи. Пријатно и се гледаме идниот четврток.